Кратки најави за денешниот дневник. Општина Охрид ќе реализира 2 проекти со поддршка на Европската Унија за инклузивен и одржлив туризам. Фестивал на пчелни производи од локални пчелари на плоштадот Крушевска република. Девојчињата и жените најчести жртви на трговија со луѓе. Владата ги задолжи трговците да ги намалат цените на училишниот прибор до 15 септември. Големи шумски пожари беснеат во Франција, најголеми во последните 80 години. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 28 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро и свежо време. Во петок, најголем дел од Европа ќе биде под влијание на поле на висок воздушен притисок, кој што ќе услови стабилно и топло време, со температури кои што ќе бидат во пораст и продор на топла воздушна маса од Северна Африка, кој што во поголем дел од Пиринејскиот полуостров и Франција ќе услови појава на нов топлотен бран, кој што во следните денови ќе се проширува и во останатите делови од Европа. Во крајните северни предели на континентот услови за локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 25 до 36 степени. Во Македонија во петок, по свежото утро, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со пораст на максималните температури. Ќе дува слаб североисточен и северозападен ветер. Минималните температури ќе се движат во интервал од 10 до 20 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 27 до 37 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во петок ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 30 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во сабота и недела сончево и топло време. Минималната температура од 15, односно 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 31, односно до 32 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во понеделник, тропски ден, ќе превладува сончево и многу топло време. Утринската температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Инклузивен и одржлив туризам се во фокусот на два проекти кои Општина Охрид ќе ги реализира со поддршка на Европската Унија во рамки на програмите за прекогранична соработка. Со проектот Авантура преку границите, меѓу другото ќе бидат подобрени условите за лица со посебни потреби на 5 плажи на Охридското крајбрежје и ќе биде изградено инклузивно игралиште во поранешната касарна. Вториот проект се однесува на развој на туризмот преку одржлива употреба на Охридското езеро. Општина Охрид ќе реализира два проекти поддржани од програмите на Европската Унија за прекогранична соработка насочени кон развој на туризмот. Станува збор за проектите Авантура преку границите и Recircle Med. Активностите во проектот Авантура преку границите се насочени кон развивање на туризмот за лица со посебни потреби. Проектот е во програмата на Интерек ИПА за прекогранична соработка меѓу Македонија и Грција и за негова реализација Општина Охрид има на располагање 187.000 евра. Преку овој проект покрај така наречените софт мерки, значи изработка на студии за оваа намена, се предвидени и поставување на 5 типизирани контейнери на 5 охридски плажи во кои што ќе бидат ставени, значи покрај нормално тоалетки, имаме значи една сооблекувална со пристав за лица со посебни потреби и една како посебна соба која што ќе целосно опремена со опрема за спасување. Исто така на нив има и наблюдувачница за спасителна служба. Ќе биде набавено едно возило за лица со посебни потреби и ќе биде изграден уште еден моторички парк во склоп на касарната, кај што се детските игралишта, значи исто така тој ќе биде за инклузивен простор, односно инклузивно игралиште за деца со посебни потреби, што ќе биде и комплементарно со значи канцеларијата, односно објектот во зградата од касарната, кој што го користи Сдруженијето на лица со церебрална парализа или со посебни потреби. Вториот проект Recircle Med е од програмата Балкан Медитеренијан на Европската Унија. Овој проект предвидува ангажирање експерти кои ќе изработат студии за развој на одржлив туризам преку циркуларна и сина економија. Целта е изготвување акциони планови со конкретни мерки за одржлива употреба на Охридското езеро за туристички економски раст и подобрување на животот на локалното население, при што се води сметка за заштита на водните екосистеми. Ова е иначе многу битен како учество, бидејќи во овој проект направен еден голем конзорциум од 6 држави: Македонија, Грција, Црна Гора, Бугарија, Малта, Италија, Шпанија и повеќе, значи држави кои што се вклучени како асоцијативни партнери. Главната цел на овој проект е развој на туризмот преку циркуларна и плава економија или circular and blue economy. Меѓутоа, повторно нешто тука ќе имаме голем број на обуки за локалните стейкхолдери и така натака, значи ќе се изработуваат нови студии со кои што ќе на поинаков начин ќе се третира туризмот согласно модерните текови. Проектот Recircle Med ќе овозможи градење партнерски односи со земјите учеснички во програмата, создавање контакти за во иднина за аплицирање на поголеми проекти со повидливи ефекти. Фестивал на пчелни производи од локални пчелари, пчели и мед на плоштадот Крушевска република. Во деновите 8, 9 и 10 август 2025 година на плоштадот Крушевска република ќе се одржи манифестацијата Пчели и мед во организација на Пчеларското здружение Охрид. На манифестацијата локалните пчелари ќе го изложат својот мед и пчелни производи, а потрошувачите ќе може да ги дегустираат различните племенити вкусови и специфичности на охридскиот мед, информираат од Пчеларското здружение Охрид. Според статистиката, децата, пред се девојчињата и жените се најчести жртви на трговијата со луѓе. Според експертите, нашата земја има добра правна нормираност за спречување и борба со оваа девијантна појава. Жените и децата се најчестите жртви на трговија со луѓе. Статистиката говори дека децата, пред се девојчината и жените се мета поради лесниот начин да се совладаат. Главни причини за трговија со луѓе се невработеноста, сиромаштијата, социјалната исклученост, ситуации на војни конфликти, угнетување, семејно насилство и слично. Оваа девијантна појава
има сериозни негативни последици врз физичкото и психичкото здравје на жртвите. Дел на трговците со трговија со луѓе всушност се секојдневни граѓани, најчесто сиромашни, најчесто дисфункционални семејства, така што опасноста е тука наоколу. Само треба да се биде свесен, а сите оние кои што имаат можност да помогнат со своји јасни пораки во однос на генерациите кои што доаѓаат и секако кога има конкретни случаи, обвинителството, полицијата и судовите во најбрз рок да ги решаваат професионално овие случаи. Според експертите, нашата земја има добра правна нормираност за спречување и борба со трговијата со луѓе. Со помош на странските партнери силно се инвестира во обуката за подигнување на свеста во државните институции и во општеството за намалување на оваа девијантна појава. Во еден период нашата земја беше оценувана од страна на водечките земји во светот како земја која што инвестира во напори за борба против овој вид на криминалитет. Мислам дека нивото, интензитетот на мерки кои што ги презема државата за нилјанса осцилира, со тоа што и понатаму Македонија останува меѓу земјите кои што се водечки во борбата против трговија со луѓе. Секако ова може и да се подобри. Ова не е горниот плафон кој што во моментот го имаме. Законската рамка во земјава доживеа низа на промени низ годините кои што одеа во прилог на зајакнување на борбата против трговијата со луѓе. Во поглед на законодавството што го разви, се вброи во земјите кои што ги задоволуваат стандардите за успешно справување со трговијата со луѓе и се искачи на едно завидно ниво во поглед на останатите земји на Балканот. 15% пониски цени на училишниот прибор од 15 август до 15 септември, како дел од кампањата Помалку трошоци, повеќе за тебе, се грижиме. Владата на 100-тата седница донесе одлука и ги задолжи трговците да ги намалат цените на училишниот прибор од најмалку 10% во трговијата на големо и најмалку 15% во трговија на мало. Владата донесе одлука со која ги задолжува трговците да ги намалат цените на училишниот прибор како дел од кампањата Помалку трошоци, повеќе за тебе се грижиме, со цел да се заштити животниот стандард на граѓаните пред почетокот на учебната година. Со одлуката на владата, трговците на мало и големо кои продаваат училишен прибор се задолжуваат своите производи да ги продаваат по ограничена, тоест намалена цена, односно најмалку 10% во трговијата на големо и најмалку 15% пониски цени во трговијата на мало. Со одлуката опфатен е училишен прибор како ранци, ташни, тетратки, блокови, колажи, моливи и пенкала, дрвени, мрсни бојци, пластелин, теста за моделирање, подлоги, фломастери, текст маркери, темперни, акрилни, водени бои, четки, линијари, дидактички материјали, острелки, гуми за бришење, детски ножици, футроли, лепило, шестер, дигитрони, украсна хартија, папки, картонски, ташни и материјали за изработка. Одлуката стапува на сила на 15 август и ќе трае до 15 септември. Трговците, додаваат од владата, се задолжени да ја објават и старата цена која важела на 1 јуни годинава, врз основа на која се пресметува намалувањето. Исто така, пред влезот во продажниот објект или на друго истакнато место во продавницата, треба да биде јасно и видливо истакнат плакат со формат од најмалку А3 кој ќе содржи надпис Помалку трошоци, повеќе за тебе, кој е објавен на веб страната на Министерството за економија и труд, како и надпис Попус на училишен прибор од најмалку 15%. Крводарителска акција Плаошник 2025. Традиционалната крводарителска акција, која што во организација на Црвен крст Охрид секоја година се одржува за празникот Свети Климент и оваа година ќе се реализира во спортската сала на основното училиште Свети Климент Охридски, и тоа на 8 август петок, во периодот од 19 до 24 часот, и на 9 август сабота, во период од 9 до 13 часот. Зголемената потреба од крв и крвни продукти во овој период од годината за пациентите кои се лекуваат во здравствените установи во Охрид, нека биде мотив за сите хумани наши сограѓани и гости да ја искажат својата хуманост дарувајќи крв на оваа традиционална крводарителска акција, порачуваат од Црвен крст Охрид. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.